на Биби! Авра, каче! Каде е црното маче? Рано летно утро во волшебната шума. Сонцето изгрева и ги протяга своите рачиња над една мала, сладка, дрвена кукичка. Еден па додолу, 2 додолу, 3 зази, допри ги прстите. Така, да. 3. Добро утро, спанковци! Како ја поминавте ноќта во вашата нова кукичка? Па, убаво, да. Освен што Зази рчеше и не можевме да спиеме од него. Боби, единствениот што рчеше ноќеска си ти. Ајде, дружино, ајде да одиме да береме лековити билки. Сакате? Јеј! Чепирипи! Ова е камилица. Освен што од неа се прави чајче, таа е главна состојка во една особено важна магична напивка. Да? Која и каква? Сакам да знам. Леле, Боби, ама си нестрплив, па почекај малку, ќе ни објасни. Не, нема проблем. Вака, со камилица се прави магичната напивка Камилсон. Ако некој испие само една доза од неа, ќе спие цела година. Неверојатно! Па зарем постои такво нешто, а? Да. Види. Баш вчера ја направив. Мечката ми повара за малите мечиња што не сакале да спијат. И постојано ја буделе. Да. И конечно заспа. А една доза беше вишок. Да, Зина, да. Тоа се печурките за јадење. Не. Зази, не. Тоа е отравна печурка. Веднаш да ја фрлиш и да си ги измиеш рацете во потокот. Зази. Многу е неумен. Многу. Но затоа Зина е многу умна. Ајде да одиме до честинката. Таму секогаш има диво нане. Ајде. Другари, погледнете. Ова е мајчина душичка. Колку убаво мириса. Маче, каде си? Маченце! Другарчиња, Филимена, Боби и Биби го бараа мачето насекаде. Да, во секоја грмушка, на секое дрвце, во дупките под корењата, да, и во живеалиштата на животните, и во гнездата на птиците. Но попусто, мачето никаде го немаше. Фие, немој да се грижиш. Утре ќе го најдеме мачето и јас ти ветувам. А вечерва те молам остани кај нас, за да не бидеш сама во твојата кукичка. Може? Може. Ти благодарам, Биби. Не знам како успеа да се изгуби. И каде отиде тоа маче, моје маче? Знаете што? Мене нешто тука ми е сомнително. Морам да кажам. Мислам дека мачето не е изгубено, туку е украдено. Украдено? Украдено!
Следното утро, штом се раздени, дружината тргна во потрага по црното маче. Ова е местото каде што бевме вчера. Чекај да видиме. Абракабра каче, покажи трага од маче. Аха! Погледнете! Нешто се случувало тука. Ви кажав јас дека мачето е украдено, а? Јас се сомневам кој може да биде крадецот. Непознанко страшен! Да. Онај лош, многу лош ловец. Аха, значи така. Сега ке види тој ловец убаво. Шазам шкловец, трага дај од ловец. Маче му е најмило. Леле, те најдов. Каде ли е ловецот? Јас се прашувам, каде е ловецот? Еу, непознанко страшен, не кри се. Излегувај да те видиме, излегувај. Сега и вас ке фатам. Вештерката остана без магија. Ете така! Сега ќе спиеш цела година! Боби! Види го, ловецот ручи повеќе од тебе! Ловецот е победен! Ете така, другарчиња. Ловецот заспа и спиеше долго. Навистина многу долго. Мене ми се приспа. А вам? Добра ноќ, другарчиња. Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Мирис на цвет, од цветчето мед, топло сонце ме буди, мијам лице се поред. Прекрасен ден, а јас пресреќен, мијам запчиња бели, да се здрави како дрен. Како реките бистри, Сите деца да се чисти, сонце да грее, дете да се смее, бело пердувче снежно, детско раче чисто нежно, птица со крилја, чистотата дава сила, дава сила. Сила! Лепо го си силен, Боби! 3, 4, како трен. мирис на цвет, од цветчето мед, топло сонце ме буди, мијам лице се поред. Прекрасен ден, а јас пресреќен, мијам запчиња бели, да се здрави како дрен. Како реките бистри, сите деца да се чисти, сонце да грее, дете да се смее, бело пердувче снежно, детско раче чисто нежно, птица со крилја, чистотата дава сила, дава сила.
добри, ти Да. си го. Хоп, хоп, два. Како реките бистри, сите деца да се чисти, сонце да грее, дете да се смее, бело пердувче снежно, детско раче чисто нежно, птица со крилја. Како реките бистри, сите деца да се чисти, сонце да грее, дете да се смее, бело пердувче снежно, детско раче чисто нежно, птица со крилја, чистотата дава сила, дава сила. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Ф. Здраво, здраво! Денеска ќе ја учиме буквата Ф, најважната буква на светот. Буквата што ја сакаат сите фудбалери, фудбалерки и сите фанови на фудбалот. Фанови не е македонски збор. Ети, јас тебе да те поправам некогаш. И на вистина имаш право, Боби. Да. Македонскиот збор е љубители. Јас се извинувам. Нема проблем. Ајде сега да видиме како се пишуваат големата и малата буква Ф. Ова е малата буква Ф. Мислиш големата? А ова е малата буква Ф. Еј, Боби, знаеш што? На буквата Ф почнува името на една наша добра другарка. Да, малата вештерка Филимена, односно Фи. Довидување, Фи! А сега, време е за нашата игра број 1, на буква. Погодуваме предмети, појави, животни и растенија на буквата Ф. Ф за фока. И за птиците, фламинго и фазан. Ф е за флейта. Или за фотеља. Ф може да биде филџан или феферонка. Ф е за фотографија. А и за фотоапарат. Биби, нема да ги потрошиш сите зборови на буквата Ф. Ајде, остави нешто за следната игра. Ба не грижи се, Боби. Остана доволно за играта. Препознаја буквата. Значи, другарчиња, погодуваме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Ф на почетокот од зборот, каде во средината од зборот и каде воопшто ја нема. Да, почнеме! На почетокот од зборот, буквата Ф ја има во фустан и факел. А на средината од зборот ја има во делфин, жирафа, кифла и телефон. А знаеш каде воопшто ја нема? Во зборот буф и во хеликоптер. Да, значи, Биби, фантастично! Феноменално! И тоа е се за денеска, драги другарчиња. Ке се видиме повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, во кое ќе ја учиме буквата Х. Х, како храбрата Биби! И храбриот Боби! И храбрите заштитници на шумата! Довидување, другарчиња! Светот на Биби! Мојот дом. Простории во домот. Здраво, другарчиња! Јеј! Многу ми е мило што сме сите овде во Бибиверзум и што денеска ќе учиме нови работи. Подготвени? Другарчиња, денеска ќе научиме што е дом и какви простории постојат во домот. Како што гледате, ова е мојот град, а околу мене има секакви куќи и згради. Местото каде што живее едно семејство
се вика дом. Домот може да биде или стан во некоја зграда, например, во стан живее мојата другарка Дина, или семејна куќа, како мојата, или како куќата на Боби. Еве, ова е мојот дом. Ајде да влеземе внатре. Во домот има повеќе простории во кои е организиран животот на едно семејство. Од влезната врата влегуваме во ходникот, а оттаму во дневната соба. Еве, другарчиња, ова е дневната соба. Дневната соба е местото каде што го поминуваме поголемиот дел од денот, а веднаш до неа е трпезаријата. Во трпезаријата ние појадуваме, ручаме и вечераме заедно. Нјам. Другарчиња, кујната е местото каде што се приготвува храната. Ајде сега да видиме кои простории се наоѓаат на горниот кат од куќата. Хеј, ова е спалната соба. Спалната соба е просторијата каде што спијат мама и тато. Јас пак спијам во мојата соба, која ќе ви ја покажам за миг. Еве, ова е мојата соба. Тадам! Моја е и на Зази се разбира. Другарчиња, ова е бањата. Бања е местото каде што одржуваме лична хигиена. Па другарчиња, ова беа всушност просториите во мојот дом, но би сакала да ве слушнам и вас. Како изгледа вашиот дом? Каква е вашата соба? Другарчиња, не заборавајте. Секое семејство треба да се чувствува пријатно и сигурно во својот дом. Затоа треба да се грижиме за домот. Дали знаете што значи тоа? И за крај, неколку важни работи што секој од нас треба да ги знае. Кога сме сами дома, не им ја отвораме вратата на непознати луѓе. Не. И ако излегуваме надвор, ја заклучуваме влезната врата од нашиот дом. Секогаш. Ета, тоа е се од мене за денеска. Другарчиња, се гледаме повторно во Бибиверзум. Довидување! Светот на Биби! 5 сетила. Сетила за допир. Здраво, другарчиња! Добре дојдовте во Бибиверзум! Денеска ќе зборуваме за 5 сетила, а подетално за сетилото за допир. Другарчиња, зашто ги користиме очите, а зашто носот, а зашто ушите, а рацете и нозете, а устата и јазикот? 5 сетила преку кои примаме впечатоци за надворешниот свет се сетилата за вид, слух, мирис, вкус и допир. Другарчиња, кожата е нашето сетило за допир. Неа ја користиме за да ги почувствуваме предметите и другите нешта околу нас. Знаете ли дека кожата е најголемиот орган на телото и преку неа нашиот мозок дознава какви се работите околу нас? Да. Па ние со дланките се допираме, а и цртаме, јадеме, ја допираме храната, допираме меки и тврди работи, или рапави и мазни. Преку кожата чувствуваме дали нешто е студено или топло, или од каков материјал е направено. Другарчиња, а што е тврдо, а што е меко? Што е студено, а што е топло? А што е рапаво, а што е мазно? Ајде обидете се да допрете што е можно повеќе предмети околу вас. И видете какви се на допир. Дали се тврди или меки, рапави или мазни, топли или студени. И раскажете ми какви се предмети успеавте да допрете и што откривте за нив. Може? Драги другарчиња, тоа беше се од мене за овој час. Се гледаме повторно во Бибиверзум. Довидување!